сум председател на Сдружение на лица со дијабетес Алегрија и Сдруженијето постои од 2012 година. Можам легитимно да кажам дека сме едно од најактивните здруженија во Македонија. Имаме доста изработени проекти позади нас, кампањи. Најважниот дел за она што денеска сме тука се спортските активности. Оваа година ние сме организатори на македонскиот дијабетес тим и го водиме на Европско првенство во футсал за лица со дијабетес во Сараево, кое што се одржува од 24 до 31 јули. Учествуваат 16 земји, меѓу кои една и Македонија и прв пат дебитираме. Самиот турнир започнува во Украина по завршување на Европското првенство во фудбал 2012. Инспирирани од тој настан со цел да покажат дека и лицата со дијабетес можат активно да се занимаваат со спорт и да бидат успешни спортисти, го прават овој турнир со таа цел. Припремите за турнирот започна на 15 мај. Имавме јавен повик до сите лица со дијабетес. Условот беше да има над 18 години, задолжително да има дијабетес и активно да се бават со фудбал, аматерски или професионално. Во тимот имаме 8 играчи, дел од нив се членови на Сдруженијето Алегрија, некои од нив се членови на друго здружение и исто така имаме лица со дијабетес кои што не се членови на ниедно здружение, но сепак активно се бават со спорт и решија да учествуваат во овој проект. Во 2012 започнавме со учество на Скопскиот маратон, така да Скопскиот маратон за нас прерасна во традиција и секоја година учествуваме на истиот. Имаме надпреварувачи на 5 километарската трка, имаме полумаратонци како и маратонци. Секоја година одиме под мотото We are running for diabetes, not for glory, или трчаме за дијабетесот, не за слава, со цел да им покажеме на останатите дека и лицата со дијабетес можат активно да се бават со спорт. Значи, дијабетесот и спортувањето идат заедно. За да имаш добра гликемија, мора да спортуваш, да има физичка активност. Значи има еден триаголник што е исхрана, спортување, значи физичка активност и инсулин. И сите тие треба да бидат во баланс, за да имаш една гликемија што е стална и не варира. Уште од мал спортувам фудбал, се бавам уште од мал во моите категории на ФК Кожик, неравци, полна сета категорија, пионери, помлади пионери, кадети, младинци. И сега играм футсал втора лига, тоест влегувам во прва лига оваа година со екипата на КМФ од Сјаково. Исто така играм и голем фудбал во трета лига, во Зорба со Мачленци. И тоа. Професионално, да. Па сите се чудат кога им кажам на пријатели, кога кажам дека да идеме на Европска, викаат абе не се зеза, Европска да заврши, кај идеме. Знам, очекуваме. Порично тоа ни е прв пат идеме ние као репрезентација македонска и очекуваме дека ќе стигнеме барем до 10-то место. Трето место, бронз. Аспирации не мора да бидеме први, меѓу првите 5 може да се пласираме, но важно е да покажеме дека знаеме да го менаџираме дијабетесот, знаеме што правиме со дијабетесот и дека сме пример за тоа како лицата со дијабетес од Македонија успешно живеат со самиот дијабетес и сакаме да бидеме примери за останатите европски и балкански земји. Тука ако може би сакала да им се заблагодарам на нашите поддржувачи и помагатели, таа се Рош Македонија, Санофи Авентис Македонија и Ново Нордист, кои што неизмерно ни ја даваат нивната поддршка и благодарение на нив успеавме да го организираме овој проект и ќе одиме, се разбира се, надпреваруваме во Босна.